Ова е подкаст од Европски муавети на Младински сојуз. Добре дојдовте. Овде главна струја се младите. Млади размислуваат, млади говорат. Уживајте. Здраво на сите, добре дојдовте во нашата седма епизода од серијата подкасти Европски муавети. Овие 8 месеци работиме на епизоди на теми клучни за младите и сакаме да ги вклучиме младите во сите општествени и релевантни теми и да ја отвориме, да ги отвориме видиците на младите и да ја подкренеме свеста за оние прашања кои директно ги засегаат младите. Денес ќе збориме на една тема како новите трендови на билатералната и регионалната соработка ќе влијаат врз довербата на младите во Европската унија. А за да можеме за приликата да муабетиме на овие теми, им благодариме на Europe House Skopje, делегацијата на Европска унија во Северна Македонија. На моја огромна чест денес ке разговараме со претседателот на Република Северна Македонија, господин Стева Пендаровски. Ви благодариме што ја прифативте нашата покана и што секогаш сте тука за младите. Благодарам, и мене ми е чест што ќе бидам дел од вашава програма и добре дојдовте, бидејќи сте практично во мојата куќа. Ви благодарам што не поканивте токму во вашата куќа. Пред да почнеме со, да речем, официјалните прашања, сакам да ве прашам дали ова ви е прв подкаст. Мислам дека не ми е. Мислам дека за некои од локалниве новинари или портали имам правено такви работи. Ама во принцип, не знам зошто претседателите не ги емитуваат, не ги бараат многу за подкасти. Иначе да ме побараат би дошол секако. Предпоставам дека мислат традиционални медиуми се само потаман за интервју со еден претседател, меѓутоа ја не се согласувам, мислам дека социјалните мрежи сега стануваат се подоминантни и поважни и се поголем број луѓе се информираат баш од нив, а не од традиционалните медиуми. Нека не ми замери никој ни од таа страна, меѓутоа дигитализацијата си го прави своето и јас знам дека особено младите повеќе ги следат подкастите отколку не знам традиционални некои национални државни телевизии и така натаму и така натаму. Ви благодарам што прифативте да разговарате денеска со нас. И се надевам дека сите што не слушате ќе ве потикне повеќе и поблиско да ги чувствувате политичките фигури до нас. И сега ќе започнам со едно прашање, ќе се повикам на вашето обраќање на 76-тото Генерално собрание на Обединетите нации, каде што кажавте дека иднината на Западниот Балкан е токму во Европската унија, која што треба да ја држи вратата отворена и одржувањето на перспективата за членство во ЕУ. Од тука не само за Северна Македонија, туку и за земјите од Западен Балкан, и сметате дека самото членство е клучно за обезбедување долгорочна стабилност, мир и просперитет во регионот. Каде ја гледате улогата на младите во ЕУ интегративните процеси? Знаете, со години наназад, од кога почнав да се бавам со политика, добивам многу често прашања за улогата на младите, каде ги гледам младите во одредени процеси. Ова е еден од тие важни процеси нашиве евроатлантски интеграции. И секогаш одговарам дека невозможно е да имате политики во еден најголем дел кои се насочени само кон младите, а да не им помагаат и на другите категории и обратно, пример во сферата на економијата, во сферата на социјалата, во сферата на човековите слободи и права, таква поделба на категории генерално не постои. Значи, ако работа води добро, ако оди генерално напред, оди за сите категории, за помладите и за постарите. Од делот на европските интеграции не постои такво нешто како влез само на младите во Европската унија. Бидејќи Европската унија не е унија на млади само. Значи, невозможно е само ние повозрастните да влеземе, младиве да останат во чекална и обратно. Значи, се што правиме во секој сегмент, секоја политика, зборувам се за оваа политичка структура од која сум дел повеќе години, или она што е моја директна уставна и законска надлежност, сите мои одлуки се базирани или со некаков лајт мотив во позадина на тоа да помогне на сите возрастни категории. Се разбира, младите се значајни затоа што се најдинамичната сила на секоја економија, се најпрогресивниот дел во секое општество и повеќе треба да внимаваме на тоа да им дадеме шанса на младите да се изразат, отколку да им дадеме шанса на возрастниве да го направат истото, бидејќи тие, еден дел од нив, го имаат завршено работниот век. Од возрастните можеме и искуство да црпиме. Меѓутоа мора да создаваме амбиент во кој ќе им даеме шанса на младите да работат и да покажат што знаат, бидејќи секогаш силата или структурата која ја влече целата држава и општество напред и во сферата на економијата, ако сакате, се младите, они што се велат во продуктивното доба или во
возраст, да речеме, од 18 до некои своји 50 или 55 години, или особено од 18 до 35 години според класификацијата, една од класификациите на Обединетите нации. Значи, европските интеграции се проект за интегрирање на европскиот континент на сите возрастни категории. Се разбира дека и денеска младината на Европа е таа која ја го влече целиот европски проект напред, заедно со сите други. Без синергија меѓу различните возрастни категории не можам да видам како би биле успешни, максимално успешни во целиот тој потфат. Од тука младите, како разговаравме за улогата на младите, можам да забележам дека довербата на младите во Европската Унија е се помала, евроскептицизмот расте. Не знам дали е тоа поради огромната популистичка реторика, националистичките движења, актуелните билатерални односи и регионални случувања. Но што мислите вие дека влијае врз довербата на младите во Европската Унија? Што ја намалува или што ја зголемува, да кажем? Најголемиот дел од зголемената недоверба на практично сите возрастни категории, но особено кај младите, отпаѓа на нашата блокада, која сведочиме последнава година, година и пол, во однос на европските интеграции. Значи, знаете, ако сте 16 и пол, скоро 17 години, ако сте со статусот на земја кандидат за членство, ако во меѓувреме гледате дека оние кои преговараат Србија и Црна Гора безмалку цела деценија и не се ни на половина од патот, вие како политичар кој влегува во некоја кампања и се обидува да придобие за таа кауза некој од младиве луѓе, многу тешко ќе може да го направи тоа и да им објасни дека подобрата иднина е зад првиот свиок или само што не се случила. Или станува збор за големи временски, долги временски отсечки. Ако земете севкупно, значи ако ние чекаме до сега околу 17 години со статус на кандидат и ако секој нов влез во Европската Унија преговорите се се подолги и подолги за секој нов член и одат веќе скоро деценија, практично тоа е безмалку половина од еден човечки живот. И вие со таква аргументација не можете никого да придобиете. Евроскептицизмот е во пораст во целиот регион на Западниот Балкан, во пораст и во Западна Европа, меѓутоа тоа се земји членки на Европската Унија, има други грижи, но посебно е во опаѓање кај нас. Значи, во опаѓање евроентузијазмот, поддршката за европските интеграции. Само последнава година, по сите релевантни истражувања, поддршката е опадната помеѓу 20 и 25%. И она што е лошо, дополнително за нас, бидејќи ние сме држава, општество кое е мултиетничко, тоа опаѓање на евроентузијазмот оди по етничка линија. Значи, етничките македонци се помалку и веруваат на Европската Унија, предизвикани се разбира директно од спорот и блокадата која имаме од соседна Бугарија, а етничките албанци се и сите други помали нумерички зборено кажано етнички заедници се со истиот отприлика статус или став и поддршка за Европската Унија. Меѓутоа, во целина ние имаме помеѓу 60 и 65% од целата популација кои се за Европската Унија и тоа е пристојно ако зборуваме за некои стари евроскептични држави на континентот. Меѓутоа, тоа е многу подолу од онака што бевме. Ние сме имале пред 10 години 92-94% за членство во Европската Унија. Сега под овие околности и со овие неправедни блокади кон нас, тоа опаѓа и опаѓа најмногу кај најмладите возрастни категории, значи од 18 до 25 години. Оние кои треба утре кога ќе испреговараме и здравје Боже ќе бидеме членка полноправна на таа унија да ги почувствуваат најголемите бенефити од тоа членство. Бидејќи оној кој сега има 18 или 25 и предпоставиме 6, 7, 8 години преговарање, ќе биде се уште во кондиција што се види да ги ужива тие привилегии и да види конкретно што значи проектот Обединета Европа. Бидејќи за жал и во тој дел поради овој наплив на лажни вести, на дезинформациони кампањи, многу од нашите луѓе не знаат што всушност носи Европската Унија. Дел од нив сметаат дека тоа е кеш, пари кои ви се даваат и ако не сте ги одработиле, меѓутоа најголемата благодет да бидете во Европската Унија е само да ги погледате клучните параметри на нивните општества. Најдобрите здравствени системи, најдобрите образовни системи, најнезависните судски системи, најпрофесионалните администрации. Доволно. И кој ќе прашате каде нашиве луѓе и млади кои не се задоволни од состојбите во својата држава, каде се селат, каде одат во земји членки на Европската Унија. Не одат во Азија, не одат во Африка, одат токму во
ние поготово старите членки на Европската унија, бидејќи наназад 70 на години, точно имаат искористено најмногу од тој проект. И тоа не е само заедничкиот пазар, тоа се и европските вредности. Не сметате дека за градење на тие системи не треба да бидеме само членка во ЕУ, туку треба да се стремиме, посебно ние младите, цело време кон унапредување и подобрување на системите, на образовниот систем, на здравствениот систем, да инвестираме во овие системи, а не само да избегаме во некоја од западноевропските земји, без да знаеме што не очекува таму. Знаете, постои една заблуда околу и тој процес на европеизирање, што го нарекуваат, една заблуда која е разбиена од неколку сегашни членки, полноправни членки на Европската унија, дека најголемите реформи се случуваат додека преговарате, ако ќе станете членка дека сите реформи се завршени. Тоа не е точно. Тоа не е точно. Ние гледаме стари демократии, не е од новите членки кои влегуваат 2004 година во ЕУ, туку стари демократии на европскиот континент кои имаат проблеми со човековите слободи и права, со функционирање на демократските институции. Чи прво една работа мораме да дефинираме бидејќи е реално, бидејќи е факт. Во овој момент Република Северна Македонија е најдобро подготвениот кандидат за преговори за членство во историјата на Унијата, бидејќи ние уште во 2005-та и 2006-та година, од кога добивме таков статус на кандидат, ги подготвивме сите преговарачки тимови. И во меѓувреме направивме доволно реформи за да можеме да се квалификуваме во таа категорија најподготвен кандидат за преговори. Кога многу други процеси не би влијаеле процесот на преговарање да се одолжува до толку, јас ви тврдам дека ние би ги завршиле преговорите на тоа техничко ниво во однос на и хармонизација на европската легислатива со нашата, би ја завршиле за не повеќе од 4 години. Тоа покажува дека нашата кондиција за почеток на преговори е одлична, меѓутоа за жал дел од тоа атрофираше чекајќи да практично ги започнеме преговорите. Но сеедно, денеска да ни дадат датум за преговори, ние ќе бидеме прилично успешен преговарач по сите поглавја, од демократски институции, од заеднички пазар па се до екологија и човекови права. Меѓутоа треба да ни се даде таа шанса. И тука ќе се види дека ние имаме внатрешни капацитети и во делот на она што го нудат младите генерации, кои имаат доволно така наречени проевропски знаења во различни области, кои ќе можат на сосема рамноправна основа да се носат со своите врсници од Европа и со оние кои ќе бидат од другата страна, кои ќе преговараат во име на Европската унија и кои ќе штиклираат дали нешто сме исполниле целосно или делумно, или не сме исполниле. Како што и сам споменавте дека блокадата со соседна Бугарија, блокадата која што порано имавме со Грција се едни од клучните пречки за нашето членство во ЕУ, би сакала да се наврата малце на билатералните односи, особено со Грција, бидејќи ние во Младински сојуз веќе 2 години работиме на еден процес за основање билатерални канцеларии за младинска соработка меѓу Северна Македонија и Грција. Сега, ние веруваме дека со вложувањето во младинската соработка на билатерално ниво, вложуваме и во еднината на ЕУ. Дали сметате дека овој модел на билатерални канцеларии или институционален механизам, би го нарекла јас, може да биде добра алатка за градење на добрососедски односи и за намалување на предрасудите, проблемите кои што ги имаме, што доведуваат до блокади и така натаму? Тоа е одлична алатка. Јас бев, ако паметам добро, пред 2 години кога ја лансиравте таа иницијатива прв пат со колегите од Грција. Мислам дека во МКЦ во Скопје беше настанот. Да, на 31 Кога се запознам со многу напредни, многу прогресивни, онаки паметни млади луѓе од соседна Грција. Инаку тоа оние луѓе кои го инициираа тој дел, практично тоа произлегува као идеја од Преспанскиот договор, знаат дека тоа не е нешто сосема ново. Такви канцеларии постоеа пред повеќе децении меѓу Франција и Германија и продуцира одлични резултати. Така што немаме никаква дилема, никој не треба да има дилема ако ја има, или сомнеш дали тие ќе бидат ефикасни, продуктивни, во она што е основна цел да ги приближуваат младите генерации од двете држави кои беа непотребно разделени и политички и секако и на секаков друг начин за околу четврт век. И кога ќе ги приближите луѓето, не само младите, ама еве сега во оваа ситуација, младите генерации, ќе видите дека нема никаква разлика меѓу нив. Имаат исти грижи, исти радости, исти задоволства, иста музика слушаат, исти филмови гледаат, исти вредности споделуваат. Јас сум убеден дека иднината е во тој тип на заеднички потфати и се надам дека наскоро ќе дојде време во овие билатерални односи помеѓу
Хеленската република и Северна Македонија, кога нема да има потреба од посебни канцеларии кои ќе го поттикнуваат тој тип на соработка, туку таа соработка ќе биде веќе толку заодена, ќе стане рутина и ќе може на повеќе нивоа да се одвива и она што се вели човек на човек релација, не мора да има посебна канцеларија која ќе помага. Тоа е неопходно ова прва фаза која се уште го кршиме мразот, што се вели после 25 години, практично не соработување во ниту еден дел и формално. Немавме ниту една билатерална спогодба со Грција во ниту една област. Инаку да не ние повозрастните останеме покус од вас, помладите, што младинската канцеларија прави одлични работи и поддржувам и ќе ја поддржувам вашата активност, да биде онака што се вели со целосна, со полна динамика и да се исполни задачата која им ја зададовме ние повозрастните пред 2 години. Меѓутоа и ние повозрастните се обидуваме да го разбиеме мразот на едно друго ниво. Јас неодамна бев во прва, верували или не, прва посета на председателско ниво на соседна Грција, после 30 години наша независност, и носам убави впечатоци од таа посета. Со оглед дека е прва, мислам дека направивме една битна работа во разговорите со моите колеги, со моите соговорници од другата страна. Свативме дека практично имаме толку многу работи кои реално не поврзуваат и толку малку работи кои не раздвојуваат или не диференцираат, ако воопшто ги има, по потпишување на Преспанскиот договор, и само треба таа една позитивна динамична сила за промени која започна од 2018 година да ја потфатиме, да се качиме на неа, да кажам фигуративно, и да ја искористиме за подобрување на ситуацијата, на соработката во многу области од заемен интерес. И не мислам тука само на економијата, тука мислам и на меѓучовечките односи, кои постоја сето ова време. Знаете дека најбројни туристи практично во соседна Грција беа нашите граѓани со години, децении. Постои традиција меѓутоа на таква комуникација меѓу обичните граѓани, но многу подобро е кога имате и решен голем политички спор кој објективно ја забавуваше таа интеракција меѓу граѓаните од двете земји. Непотребно, меѓутоа ја забавуваше објективно во изминативе 2,5 децении. Сега во регионот цело време се прават различни иницијативи и напори за афирмирање на регионот, за приближување на членството, па една од таква е иницијативата за Отворен Балкан. Во еден наврат вие оценувате како позитивна и добра подготовка за земјата на Западен Балкан за членството во ЕУ, но според мене младите се повторно на маргините на оваа иницијатива. Кој би бил придонесот кон младите од иницијативата Отворен Балкан? Гледайте, иницијативата Отворен Балкан, прво ја нарекувавме колоквијално мини Шенген, прво е млада иницијатива, има само 2 години од како е лансирана. Второ, започната е по урнекот на некои почетни дамнешни договори меѓу тогашните членки на Европската економска заедница, со намера да ги воведат тие така наречени 4 европски слободи помеѓу државите партиципиенти во таа иницијатива. Во превод, тоа значи многу послободен проток на луѓе, на идеи, на капитал, на ресурси помеѓу државите, и во основа, да го преведам тоа на народски јазик, тоа е пред се економска иницијатива. Бидејќи иницијативата Отворен Балкан до сега не успеа да ги приклучи останатите 3 држави од овој регион, туку само половината од нив се внатре, моја проценка е дека многу тешко ќе може да го проширува полето на своето делување надвор од овие неколку области, а тоа се реков пред се побрз проток на луѓе и стоки и капитал и услуги преку овие наши заеднички граници меѓу Албанија, Србија и Северна Македонија. Значи, прво би се заложил во таа иницијатива да влезат сите 6 држави во овој регион наречен Западен Балкан, и дури потоа, од која ќе бидеме на тој начин сите фузирани, можеме да размислуваме за проширување на оваа соработка и во другите области во кои и младинската соработка или интеракцијата помеѓу младите од сите 6 држави на Западниот Балкан би можела да биде една нова динамична сила за подобрување на вкупниот перформанс на таа иницијатива. За жал, до овој момент не можам да видам дека овие 3 држави кои до сега не се членки на Open Balkan, дека имаат интерес, дека покажале интерес да се приклучат на иницијативата, што не значи дека утре нема да бидат. Меѓутоа, не би се подпирал само на една иницијатива. Отворениот Балкан е само една од регионалните иницијативи. Постои една друга иницијатива која е постара, која е покомплексна, според мене поветувачка и која до сега има веќе испорачено подобри резултати, тоа е Берлинскиот процес. И ја при тоа не би ги делил иницијативите на
автономни, тукашни, инициирани со локални политички актери или некои кои се предложени од нашите европски пријатели, бидејќи идејата е иста. Идејата е иста да соработуваме повеќе меѓу себе, бидејќи знаете, ако тоа е прастара идеја од 96-97 е внесена во базичните документи на Европската унија, се нарекува регионална клаузула. Ако вие не соработувате доволно, таа интрарегионална трговија, ако не соработувате со првите соседи повеќе, илузија е да очекувате дека ќе соработувате подобро со Италија, Германија, Франција, членките на Европската унија кои се подалеку во географска смисла од вас, да ги прескокнете своите директни соседи и да велите ние ќе соработуваме директно со другите членки на Европската унија. Еден значаен лакмус тест, дали вие сте подготвени да бидете еден ден во Европската унија и да соработувате со членките на Европската унија, дали сте подготвени да имате продуктивна соработка со првите соседи и со оние кои ви се наоѓаат во истиот регион. Така што има и многу други регионални иницијативи, но сепак мислам дека ако државите од Западниот Балкан, секој од нив, ако почне да со преговори со Европската унија, тоа ќе даде поттик или буст, како велат тие, и на регионалните иницијативи кои веќе постојат или кои може да се изродат, да се инициираат во иднина. Сепак, европските интеграции или процесите на преговарање се значаен мотивирачки фактор дури и за регионалните иницијативи. Сега ќе преминеме малце по лично, она што вие го правите, што го правите в последната година и несомнена е вашата инвестиција во младите, колку верувате во младите, за тоа сведочи школата за политики при Претседателскиот центар за политичко образование, каде што оваа година фокусот беше повеќе во духот на демократските политички вредности, во промоцијата и заштитата на човековите права, политичкиот плурализам, меѓусебната толеранција, заедништвото и така натаму. Дали сметате дека следната година можеби токму оваа школа за политики треба да се фокусира на билатералните и регионалните односи? Да ви кажам искрено, не знам на што ќе се фокусира во иднина, бидејќи постои посебен програмски совет во кој членуваат мои советници, луѓе од мојот кабинет и луѓе од надвор, невладини организации, истакнати експерти, млади се разбира, кои ги подготвуваат плановите за во иднина. Се разбира, сите тие планови за идни активности на Претседателскиот центар се извлекуваат од она што е моја политичко кредо, моја политичка програма, она во што јас верувам и во што сум верувал и порано и верувам и денеска, со оглед дека сум активен поприличен број години на македонска политичка сцена или јавна сцена. Меѓутоа, да се навратам на ова што го спомнате, овие последни активности кои ги покажавме, луѓе од мојот кабинет во рамки на тој Претседателски центар се вклучија во едно истражување кое беше исклучително битно и за младите и пред се ги прашуваше младите за нивните ставови во однос на автократските политички системи и популизмот. За жал, резултатите покажаа дека најголема жртва на лажните вести, на тие конспиративни теории, на луѓето кои велат дека ние можеме преку ноќ или за едно попладне да решиме тешки меѓудржавни проблеми или проблеми во сферата на здравството, на економијата, дека се најголемите жртви толку младите од 18 до 25 години. За жал, нашиот народ, нашите граѓани во целина многу веруваат на тој тип на политичка демагогија, дека преку ноќ може да се решат некои системски проблеми или празнини кои не може да со генерации да бидат решени. И тука мораме нешто да направиме. Јас мислам дека една од битните задачи, можеби во тој дел ќе биде некоја од следните активности на Претседателскиот центар, ќе треба да работиме на така наречената медиумска писменост. Бидејќи младите за кои зборуваме, младите од ваша генерација или некоја генерација поназад или понапред, се практично првите дигитални генерации во историјата на човештвото. Вие сте родени со интернет, вие живеете преку ден на интернет, вие ги примате информациите од интернет, за разлика од вашите баби и дедоци или можеби и родители. И многу е значено да можете од најмлада возраст, од основно училиште дури, да препознавате што е лажна вест и со која цел е пласирана во јавниот простор. За да не бидеме жртви на луѓето кои, на политички партии, или на структури, па или на странски држави и организации кои не ни мислат добро, кои ве уверуваат дека може например, ве уверуваат дека вакцините за кои не знам, се добиени сите можни белосветски награди и Нобелови награди, зборам за вакцините кои спасиле многу милиони човечки животи во минатото, дека е тоа некаков трик, дека тие не помагаат и дека
целта на големците, на богатите, на некоја скриена светска влада е само да ја намали светската популација, да манипулира со нас, дека со вакцините ни вградуваат чипови. Мораме да работиме на таа медиска писменост и практично на подучување на широкото граѓанство што е вистинска, што е лажна вест. Затоа што само ако сте подготвени од најмлада возраст да препознавате што е вистинската, која е вистинската вест, која е лажна, вие може да препознаете кои се вистинските европски вредности. Инаку вака кога ќе зборувате, тоа е една висока абстракција. Човекови слободи и права, слобода на медиуми. Ако не му придете на човека и на младиот човек со конкретен пример што тоа значи, вие не сте ја постигнале целта. И затоа младите се повеќе, па и постарите се повеќе ќе веруваат на лажните вести и ќе веруваат дека пандемијата практично е измислена од некои центри на моќ, дека не постои, дека ние само до овој момент као држава имаме околу 8.000 мртви починати од COVID-19, дека тоа е измислено, дека тие починале од нешто друго. Тоа е една загрижувачка состојба на духот на сите нас, на целата нација. И една друга работа која можеби е значајна и можеби ќе биде земена како тема за разговор и за дебатирање на младите во иднина е партиципацијата на младите во политичките процеси и во изборниот процес, на изборниот ден, но не само таму, затоа што сите истражувања покажуваат дека особено младата популација е се помалку и помалку присутна во политичките процеси и на изборниот ден. Абстиненцијата од изборите е најизразена кај младите генерации. Знаете, ако не учествувате во есенцијалниот или во иницијалниот чин на секоја демократија во избирањето на ваши политички представници, немојте да се чудите после тоа кога тие политички представници нема да работат така како што сте очекувале. Значи, младите мора што повеќе да не да влегуваат во политички партии, меѓутоа мора да го кренат својот глас и за време на избори, да кажат ние сме за оваа опција, не за таа опција, бидејќи таа опција ќе не одведе назад, а ова ќе не одведе напред. И мораат во рамките на невладиниот сектор или конечно као индивидуи, као граѓани да учествуваат во протестните движења. Ако политичарите кои вие сте ги избрале не ја исполнуваат агендата за која се залагале и ја пропагирале по медиумите пред да бидат избрани, нема друго освен да им дишете зад врат и да ги притискате да се однесуваат на демократски начин и да не ги злоупотребуваат државните фондови за приватни цели. Значи, само протестирање, бидете бучни, бидете вокални, бидете гласни, просто не им оставете на политичарите, мислам и на мене, да дишат едноставно. Немојте да мандатот го поминат туку така 4 или 5 години без да видите што воопшто направиле и немојте априори да им верувате на спотовите кои ви ги продуцираат. Прашајте ги што вие мислите за тоа. Инаку спотовите се така, една убава бланда во која 30 или 60 секунди може да ви кажуваат бајки. Просто кажано, немајте верба воопшто во тоа што политичарите зборуваат. Гледате што прават. Затоа и решивме денеска да го имаме во подкаст и да ве прашаме директно она што нас не интересира. Ке завршам можеби по-песимистично, ама се надам дека вашиот одговор ќе биде по-оптимистичен, тоа на ја што ќе го прашам. Е дека ако ја земеме во предвид пандемијата и кризата со пандемијата, не донесе економска криза која или се случува или е на подвидок енергетска криза со која што се соочуваме. Сега, доколку немаме регионален пристап кон решавањето на овие кризи, е многу лесно да бидеме подложни на некои манипулативни наративи, на различни влијанија, странски влијанија или било какви влијанија кои што ќе доведат до дестабилизација на регионот. Па кој е вашиот став кон дали членството во ЕУ значи стабилност во регионот или која е противтежата помеѓу стабилноста и членството во ЕУ? Прво, мислам дека во однос на претходната теза што ја загатнавте, дека е многу подобро да бидете внатре во Европската Унија, при што ќе бидете помагани од сите други земји членки, и вие ќе им помагате ним, да направите стабилен амбиент во кој пропагандите и лажните вести потешко ќе го наоѓаат своето место до широката публика. Сосема е друга ситуација ако сами морате да се борите со разните пропаганди кои ви доаѓаат од надвор преку социјалните мрежи. Значи, секој пат е подобро тоа да го направите. Инаку да нема никоја илузија. И ви реков пред малку, и стари земји членки на Европската Унија имаат проблеми со функционирањето на демократските институции. Бидејќи заблуда ако некој мисли кој оној момент кога ќе стане членка на Европската Унија дека во тој момент си ги решил сите демократски загатки
и дека понатаму нема да имаш предизвици во таа сфера. Тоа не е точно. И во економијата, и во политиката, и во развојот на институциите, и во сферата на човековите слободи и права излегуваат се нови и нови предизвици за кои и најстарите демократии немаат одговор. Земете само Британија. Ако во една Британија има сериозни информации дека за време на нивниот референдум за Брекзит, за излегување или не од Европската унија, имало странски влијанија. И ако некој тврда дека тоа можело да биде дури и пресудно за таквиот исход на тој референдум, а државата има парламент од 13-тиот век. Замислете колку сме ние, така наречените нови демократии, отпорни на таков тип на надворешни влијанија, преку сега овие се присутни социјални мрежи, ако нашиот плурален парламент е формиран 1991 година. Значи, демократијата е една школа во која сте вечито, нема никогаш дипломирање, и во која не можете да ги поминете најтешките уроци, најтешките лекции за 4 или за 8 години. Затоа требаат генерации и генерации, нови луѓе да стасаат и можеби децении и векови да поминат. Но тоа не треба да не обесхрабрува, затоа што алтернативата е да завршиме во некоја деспотија, во некој авторитарен режим, да имаме само на хартија една формална демократија, луѓето да живеат очено и само од волјата на еден или неколкумина околу него да зависат нашите животи. Председателя, само за крај, бидејќи е декември, ова е да речем некоја празнично издание на нашите подкасти. Која е вашата новогодишна желба за младите во Северна Македонија? Или која е вашата заложба, ако ми дозволите да бидам малце подиректна? Секој пат кога посекуваме желби за следната година и приватно или во семејството генерално и не само како политичари, и посекуваме се најдобро и велиме следната да биде подобро од ова што изминува. Јас се надам дека ќе биде така. Меѓутоа она што би сакал, ќе се воздржам од тој тип на сепак политички проценки. Јас се надам, што се однесува до мене, јас ќе работам во таа насока колку знам и умеам во рамките на мојот мандат да направам, макар се на мала контрибуција, се мал придонес да помогнам да се живее подобро, или некои од споровите кои сега ги имаме да ги немаме, или барем полесно да ги носиме. И тоа што навистина сакам да им го посакам на сите наши граѓани, со оглед дека веќе 2 години сме во некаков локдаун, некаков карантин со овој пусти COVID-19, би им посакал здравје и би посакал конечно да се вратиме во 2022 на еден нормален живот во кој нема да зборуваме од сабаре до вечер само за вакцини, ќе зборуваме и за многу други побави работи, а такви има во животот. Ви благодарам многу. Благодарам на поканата. Ви благодарам сите што не следевте денес. Продолжете да не следите на социјалните канали на Младински сојуз, односно на Youth Alliance на Facebook, Youth Alliance Крусево на Instagram и на Youth Alliance каналот на YouTube, и се гледаме во следната епизода од серијата подкасти на Европски муабети.